Кога Македонија не може да обезбеди учебници за своите ученици, Бугарија е тука да ја пополни дупката. Тие ја користат неспособноста на власта во образованието за да повторно провоцираат и шират нова пропаганда. Па така, Виктор Стојанов од контроверзната Фондација Македонија се појави на социјалните мрежи со понуда до сите македонски родители на учениците кои се без учебници да му се обратат за да им обезбедат книги од Бугарија. Фондацијата Македонија е подготвена да купи учебници од Бугарија за секое дете во училиштата во Македонија, бидејќи владата на Ковачевски не обезбедува учебници за децата повеќе од една година. Го молиме секој родител кој сака на своето дете да му подари учебници од Бугарија да не испрати приватна порака. Понудата на Стојанов е целосно неостварлива и представува само обид за нова провокација, затоа што е невозможно македонски ученици во македонско училиште да учат од бугарски учебник и тоа по бугарски образовен концепт. Но тоа не го спречува Стојанов да провоцира. Тој ја користи неспособноста на владата на Ковачевски. Како изминатите години, така и годинава стартот на учебната година почнува без учебници. Учениците од 3 и 6 оделение тргна на училиште без учебници, а од останатите оделенија 2 книги имаат, една нема. Четврта година поред како власта не може да обезбеди учебници на време и како и досега, така и оваа година се правда дека не е до нив, туку дека останатите не си ја завршиле работата. Покрај учебници, ланската година истата фондација на Виктор Стојанов нудеше 30 евра за децата да учат курс по бугарски литературен јазик. Фондацијата објави дека постои онлайн училиште Свети Наум Преславски со 95 ученици од Македонија. Од фондацијата вела дека од нивното формирање досега изминале 40.000 километри низ македонските градови и села да делат и разнесуваат бугарски книги. Тврда дека досега поделиле 50 тома литература, а имаа за цел од Бугарија да донесат во Македонија дури 10.000 тома. Фондација Македонија, освен во Македонија, шири бугарска пропаганда и во Албанија и на Косово.